Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Јаде Бурек на Сител 3 телевизија. Штом седам овде, значи карши мене имам гостин. Александар Бичиклицки, но овој пат во тренерки и во тренерки на репрезентација на Република Македонија како председател на Кугларската федерација на Македонија. Дојдени сте со поводот е освојувањето на сребрениот медал на светското првенство кое се одржа во Унгарија. Честитки за големиот успех, не е мала работа, но искрено да ти кажам, ме изненади. Ми рече доаѓам утре, неке викам супер, ако ти доаѓаш утре, неке и ја да се рати сам една вечер. Да. Добро, да, супер ми е. Бичикле, кажи ми, од каде ти куглар? Па, 10 години наназад негде, отприлика ја почнав таа приказна со куглањето преку едни мои пријатели кои што ме донесоа во работнички, бидејќи го сакав работнички. Си го сакам работнички, тука сум роден блиску од вашата телевизија од Девар Мало и тоа по дефолт мора. Нели да најаваш за работнички ако не си издајца за Вардар ако најаваш. Мада сите потајно за Вардар најаваат во душата. И да, така е. Нема човек што не најава држава за Вардар, дури оние најзакоравените девармалци што се. И така почна со клубот со работнички куглања, јас на првиот состанок, кога отидов таму реков, добро момци, сега да се направам мангуп, пошто појма немав што е куглање. Вика, како ги ставате прстите во дупките од куглата и како не ви се заглавуваат? Вика, председателе, тоа не е куглање, тоа е боулинг. Тоа е сосема друг спорт. Значи, ова е куглање, исто како да споредиш кошарка и одбојка, например. Зошто е толку разликата? Еве, мене, навистина, еве, не сум размислувал. Да, кај нас обично е куглањето, топката е мазна. Баш кугла. Добро. Тука е приказната. Но и ондека е пак патека со кегли, рушење и така натаму. Да, во суштина е. Што е тоа со трите дупчиња толку? Тоа е боулинг. Тоа е американска работа кај што повеќе користат. Е искомерцијализирана, ама е повеќе рекреација. Тоа се поголеми кегли, кугли, има дупки три за прста да се постави и се фрлаат стоечки, ама обратен смер има движењето на топката, се поголеми, полесни и се фрлаат од место без трчање, има 10 чуњеви поставени како триаголник. А ова класично куглањето е многу помала куглата и потешка, околу 2,5 килограми. Се држи целата. Има 9 чуњеви поставени како баклава и се трча. Значи, тоа е нешто европски е тоа поставен као модел? Па класично куглање го викаат, меѓутоа мајката на тоа куглање е Германија, како што британците, англичаните го измислиле фудбалот, овде кај нив е куглањето. Секоја кафана во Централна Европа, поготово во Германија, од Шведска. Значи разликата е како да речеме кошарка. Мал и голем фудбал е. Или така, мал и голем. Бейсбол и крикет. Баш така, хокеј на трила и хокеј на мраз. Да. Тука е разликата. Со тоа што куглањето е спорт и бара многу добро физички да си подготвен, бидејќи во еден надпревар изфрлаш 120 пати кугла, по 2,5 кила, по десетина чекори трчање како да си растоварил шлепер од 12 тона. Толку се губи енергија. Ки ти кажам еден пример, пред 4-5 години кога беше приказната со симнувањето на визната либерализација, тогашниот директор на Агенцијава за млади спорт Дачо ги собра тогаш најактивните спортисти во Македонија, Врбица Стефанов, Индира Кастратовиќ, сите ги натеравме да куглаат. И ми рековме по 15 пати фрлете, немојте повеќе, нема да станете другиот ден. Откриваат, не, ние сме спортисти, ние сме вакви, ние сме такви. И почнаа да фрлаат луѓе, 30 кугли, викаме, немојте повеќе, не, гајле, другиот ден ни се јавуваат. И тоа едниот од типовите ни играч во репрезентацијата, 5-то место што освои во кошарка на светското првенство и вика, не можам да станам, најдете го будла, не можам до тоалет да отидам. Сосема други мускули се развиваат со куглањето, се активираат, задна ложе сите ти останати работи, но вистина прв пат кога ќе куглате, тоа се ужасни болки. Не можете по скали да се симнете. И напорен спорт, иако изгледа вака интересно, ви се фрла убаво. Знам, у Струга, у хотел Дрим имаат куглана. Да, има во Дрим доле. Имаше едно лето летував таму, имаше една свадба и нели
овие, знаеш, кога прават свадба нашиве браќа, посебно машки, посебно женски. Да, јас сум од Чаир, знам тоа. Да, и сега машкиве досадено, нели, што ќе прават ора, едно оро, друго оро, досадно више, и отидоа да куглаат. Така. И кога се раскугла, ја нешто дремај, ви ги гледам после пола сат, полега мртви. Викам, до толку ли е, викам ова? Страшно. Многу изгледа лесно, стварно. Али многу забавно, во секој случај, многу интересен, многу забавен спорт. Динамичен. Ако колку бара физичка подготовка, нели, фудбалери бара да трчат 20-30 километри, не ми е јасно, бидејќи нема ограничување во годините, така? Нема во куглањето. А како тогаш физички може да се издржи тој напор? Тоа ме интересира. Какви се тие физички подготовки, ако Они постојат? имаат слични подготовки како и другите спортисти во тој тренажен систем кој што се вика пред надпреварите, нели, кондиционо сите ти останати работи, меѓутоа има посебни вежби за истегање во куглањето. Тоа е многу битно. Истегнувањето на мускулите. Види, јас сум по спортот, али тоа тегнењето ми рекоа една од најбитни работи во Најбитно спортот. бидејќи како што ти е постар датумот на производство, така повеќе треба да се тегнеш и загреваш за да немаш некоја порвела, нели? Има ли некоја справа вака да не расте? Имало инквизицијата во 16 век, ама не е за потребување. Спортска организација Инквизиција. Да. Па добро звучи. Добро звучи, зашто да Одма на не? Џон Клис ми текнуваат. Да soft cushion. soft cushion. Да soft cushion. Soft cushion, да. Добро, приказно, 10 години, пред 10 години, значи не си некој од дете она да се развиваш, го откри, почна да тренираш Да, и страшна љубов. Куглањето навистина е спорт кој што јас знам со пријателите често и кошарка да играме фудбал, го сакам спортот сам по себе. Ме опушта, меѓутоа како куглањето што знае да опушти после еден тренинг или ни еден спорт не може. Бидејќи бара концентрација. Кога играте цело време сте концентрирани на тоа што го правите таму. Имате физички замор, меѓутоа после 2 часа играње на куглање тотално онака. Ајде да те однесам на базен еднаш вака. И тоа го почитувам. Се шегувам. Кажи ми сега Кугларската федерација на Македонија. Од кога постои? Колку членови има? Што имала настапи до сега? Така, официјално Македонската кугларска федерација примена во светската организација 92 или 3 година и тоа под уставно име. И ден денеска кугламе под уставно име Република Македонија. Првата причина е што во тој период председател на таа светска организација Словенец, кој што, нели, Словенија беше меѓу првите држави кои што не призна под уставно име, така, и лобираше за нас да влеземе како Република Македонија. И вториот момент е што во куглањето нема грци, бидејќи ви кажав, тоа е интелектуален спорт кој што бара многу размислување, многу подготовки, многу играње, така натаму, и тоа беше втората причина која што... И затоа нема грци. Да. Леле Втората отровци. причина која што Леле отровци. ни помогна да Кај ќе идеш летовен одмор? Па сигурно нема да одам Во Грција. Да. Добро. Нити сум бил. Но 93 година тогаш доаѓаат двајца, тројцата сега странци што играат за нашата репрезентација. Тоа се луѓе над 50 години, што тој период добиваат македонско државјанство, едниот се вика Борис Бенедикт. Го викаме Борче, тој самиот се вика Борче. Ние капитен сега на репрезентацијата, 50 годишен човек, кој што научи се македонски, сите табиети, научи да збори македонски, јаде луто како никој, екстремно луто јаде човекот. А тоа вака луто е по дефолт за да станеш македонец. Мораш да се. Она као иницијализација у секта, нели? Баш така. Нели е сечење овака, она масовска е се пиперката, феферонот. Пробаја и некоја отровна ракија таму. И ако преживее може, Ако преживее добар, викам. Такви сме, аутисти сме некако нација сами. Не, по па себе, претпоставувам дека после таква пиперка кој ќе пробаш прв пат и таа некоја отров, она брзо смртка, некоја, дека после тоа ДНК-то ти се менува и стануеш и по ДНК македонец. По ДНК, да, како овој Борис Бенедикт. И тогаш таа 93 година благодарение на многу ентузијасти во македонското куглање е направена таа кугларска федерација која што почнува да учествува на надпреварите. Пред се на, морам да го споменам оваа прилика, недавно починатиот селектор наш Александар Атанасовски Мац, Бог да го прости. Да, Бог да го прости, кој што му ја посветивме најбитната победа на ова светско првенство. Браво. Рековме, му напишавме буквално еден статус во кој што велиме Мац, тебе ти ја посветуваме победава. Браво. Знам дека најмногу ќе се радуваше да беше со нас сега. И тргнува тогаш македонското куглање, активно учествува на сите светски првенства до сега, на сите лиги шампиони кои што има во сите останати работи. Во поединечна конкуренција до сега сме имале два успеха, два светски рекордери, два светски шампиони. Овој Борис Бенедикт што ви го кажав и Бранко Манев
пред неколку години како младински кадетски светски првак. Така. И меѓутоа на ниво на репрезентации на светски првенства, некој позначителен успех сем во Кошице, 4-то место 2000 некоја година, немавме. Меѓутоа во Кошице тоа светско првенство во друг формат се играше, некако сега. Сега се игра класично право светско првенство со 4 групи, со квалификации, со групо поминување, со осмина финале, четвртфинале, со секако што треба да биде. Чекај, сега влеговте во такво или се изменија правилата па Не, последните 3 светски првенства се такви веќе, како во фудбал и кошарка истиот формат го имаат, истиот систем во ракомет. Так. Влеговме, значи регуларно во група победивме. Први бевме, А тоа четвртфинале. воопшто во светов го воздигнал и се извинувам што те ме интересира затоа што дали со промена на форматот се издигна и квалитетот и значењето Да, и во секој случај бидејќи имаше простор за повеќе репрезентации да можат да дојдат на светско првенство, бидејќи и во куглањето како во сите останати спортови веќе нема големи и мали нации. Како и во сите други спортови, почнуваат да се освен во изедначуваат. фудбалот. Немој молим те. Има големи мали нации, немој жити се, немој рчка и болна точка. Да, ама има и изненадувања. Баш се- денес имав муабет на таа тема со некои луѓе викаат, добро, не можеш вашето сребро да го споредите со било кој друг спорт. Јас им викам вака. Не. Ние Според победивме- тежината во тоа што го направивте, Ние го победивме актуелниот светски првак до тогаш. Вториот во светот, третиот, четвртиот и петиот. Направете го тоа, им рекол во вашата федерација денеска. Нема никаков проблем, значи во вашиот спорт победете ги петиот, четвртиот, третиот, вториот и првиот. Народот многу добро знае, не џабе се радувавме на четврто место во кошарка затоа што Тоа беше- знаеме Да. што освоивме во која конкуренција ако не добивме медал. Тоа беше еден од историските моменти на македонскиот спорт. Ја бев пресреќен што се случи тоа и денеска се радувам на секој друг во Македонија на било кој начин кога во спортот имам успех, било каков спорт. Во овие 3 последни светски првенства учествува Македонија Да, и да. дали како Учествува. се На последното светско, рангиравме? да, предходното бевме 9-ти, добро? во Сараево се одржа, а во Детенхајм 8-ми, во Германија предходно, на тоа светско првенство. Иако имавме Тој е во многу- конкуренција на колку земји? 24 држави на светското првенство. Кои се квалификуваат за Квалификуваат да со настап на светско првенство, има директно квалификанти од претходното светско што нели како да Така, секој што така. е. Супер силите како што се Србија, Хрватска, и Но и Унгарија. самото учество е успеха, камоли од голем. 24-9 место тоа е веќе Да. златна средина. Одлично, значевме ние нешто во светското куглање, меѓутоа не е дека може Македонија да биде во топ 4 условно репрезентација. Значевме нешто во светското куглање. Просто ми е неверојатно затоа што вака кугларство да се издигне, тоа е само одраз на љубов и ентузијазам на луѓето кои се занимаваат. Оти ние имавме само една мусандра како кугларница. Сега имаме 4 вкупно. Сега имаме 4. Борис Трајковски исто. Во Битола имаме која што е Така. воочена состојба и која што сега во петок ќе ја преземеме од градоначалникот да почне да стопанисуваат кугларите со неа, бидејќи до сега беше под концесија дадена 20 години на некој кој што најмалку се бавеше со куглање, дрип, ваму каде што си бил, но за споредба на Германија, Унгарија, Чешка, Полска, Кои ни сами не знаат колку имаат Германија во куглани. секоја кафана имаат куглана. Тоа им е занимација. Бе. Ние во Унгарија сега што Помеѓу две пива, ајде да да, кај што бевме сместени во пансион еден. Немавме повеќе пари, моравме да бидеме некој пансион блиско до градот сместени во едно селце. помеќе пари. Да, немавме навистина. Самиот пансион си имаше куглана. Аха. Довечер се доаѓаат маđари на 50-60 години, пиво, ракија и кугла цело време. Бидејќи куглањето е дозволено после надпревора да се напие пиво, некој кога ќе поминат допинг контролите, бидејќи тоа е и целта, нели, на германска игра е од Да, од кафеа Каков измислено. кафански спорт Кафански- без пиво да Баш кафански спорт, колбаси и пиво, тоа е приказната после куглањето и дружењето, но беше интересен момент што и претходниве 2 светски првенства имавме многу помоќни, многу појаки репрезентации македонски. Со овие тројца натурализирани македонци, со неколку наши кои што играа во странство, многу квалитетни играчи. И од дома и се случи овој пат да
тие што ни играат во странство, Колку члена беше нашата Делегацијата цела? делегација? Поточно Со нашите се- надпреварувачи. со се возачите бевме 18 луѓе вкупно. Со се возачите. Еве, Да, ете ги сите заедно, не, ова се дел од управата и а дел од управата. Да, толку... Да, секретарот е со она шарената капа или Не, секретарот ќе видите по-возрастен човек е. Ова е по функција капиве се доделени. Да, и бевме атракцијата му кога доаѓавме, пошто бевме единствената опуштена репрезентација онакак. А, онака не... Чилаут. Лефтерна, Скроз чилаут им кажувавме, еве ги, овие се момциве. Да. И пред почетокот на првенството беше муабетот, отидовме со условно кажано, во тој момент многу слабена репрезентација. Не ни игра овие двајца кои што ни се во странство. Кажи ги по имињата веќе да ги спомнеме, кои ги спомнуеш Коста Манев се откажа, а Бранко Манев надпреварувачи. А Бранко Манев беше светски македонски, светски јуниорски првак. Отиде во Хрватска да игра, иако ми вети дека 10 години ќе игра за нашата репрезентација, отиде во клуб да игра. Добро. Во меѓувреме побара хрватско државјанство. Ова е салата кај што се одржа. Да, зала РГ Сек се вика место, дури седмиот ден научив како се вика. Како? Дури седмиот ден научив како се вика градот. Зала РГ Сек. Зала РГ Сек. Сек, да, и ја мислам дека унгарците зборат сами не се разбираат како зборат. Ништо не ги разбираат од недели. Толку им е чуден јазикот. И практично со условно до тој момент кажано многу слабена репрезентација со 6 домашни наши надпреварувачи, млади момци сите, и тројца странци натурализирани македонци над 50 години. Целта ни беше да се појави на светско првенство и многу душмани имавме и овде и во светското кугање кои што веле, а овие ни група нема да поминат. Нема Како ништо многу да душмани, па нели нема грци? Не, имаме, не, ние си страдаме од нас секогаш. А, да, така, од наши се, душмани, добро. Никогаш со други немаме проблем и отидовме со една таква цел и буквално муабетот беше момци, дајте се од себе, играте за себе, играте за Македонија, колку ќе направите одлично. Колку репрезентативци вкупно бевте? 9. 9, значи се 9 една надпреваруват. постава, а на пример унгарците имаат 3 постави, 30. Во полуфиналето играа со една постава, со нас со друга постава на играчи. Зошто? Затоа што предпоставам исцрпувачки, така? Стартувачки куглањето, а ние, јас ви гарантирам дека и во финале ќе ги победевме, но они играа полуфинале, куглањето плика 3 сати еден надпревар. Добро. Они играа сабајлето од 8 до 11, а ние игравме од 11 до 2 полуфинале. Во 2 и полуфиналето почна. Луѓето буквално играчи они Бевте балдисани? тотално. Тотално ендек, онака како се вика, преморени и пак се препотија со нас. Унгарците се препотија, многу тешко не победија во финалето. Како тоа се рачунаат поените? Колку на стотици на... Има играат 3 постави по двајца на играчи. Добро. Дуел играчи, секој игра со против другиот и се игра во 4 сетови. Во еден сет има 60 фрлања на куглата. 15 пати се фрла во полни, значи 15 пати фрлате, сите се подигаат и да се спуштаат чуњеви. После 15-тиот пат чистите. Значи ќе путнете 3 додека не се иштат, не ви се симнува нова постава. Тоа се 4 сета по 3 пати. Секој играч се рачуна по еден поен носи. И 2 поена на крај се добиваат кои ќе има вкупно поени. Сите на купро ќе се соберат. И обично такви се резултатите. 8 се вкупно поените во куглањето. Значи 8-0 може да биде 7-1, 5-3, 4-4. Како беше резултатот у финалето? Па јас се поредки ви кажам сите резултати. Добро. Прво коло игравме со Полска во група. Одлично. Која што беше 7 на последното светско првенство. И тоа ни беше единствената желба ако победиме Полска, пошто во второ коло одевме на Црна Гора као послаби, супер ако ги победиме, поминуваме групата и тоа ни успех, најголем. Бидејќи трета во групата ни беше Чешка, која што беше на последното светско првенство трета. Тргаме со Полска, изгинаа на терен, 7-1 ги победивме. Но правивме резултат и си го подобрија сите играчи и сопствениот рекорд, ама и државниот. Браво. Второ коло, после 2 дена веќе со Црна Гора, која што условно е послаба од нас во куглањето. Добро. Сега, нив ги победивме 7-1, дали дека беше 8 сабајле, па тешко им ја да играат на... Ти гоже тоа да бачи до Google, ба дај, И немој. тоа во 8 наутро, може да мислиш како им било. Архетипите на нашите балкански простори. Добро. И веќе славевме. Значи, во група сме втори, ке не победи Чешка, мислиме, онака. Излегуваат момциве со Чешка, 8-0 ја победив. Дебакал им се случи. Како? Дадоа се од себе децава, одигра многу добро, го подобривме рекордот на државата и во куглањето, ако некого го фатиш на почеток, како во секој спорт, ако му тргнеш со пресинг, со добра игра, готов е против кога го деморализираш. И најмногу не се радувавме ние на таа победа. Се радуваа пољаците бидејќи тие отидоа со нас понатаму. Браво. Со тоа што победивме Чешка. Браво. И веќе дојде четвртфинале,
налетуваме на Австрија, а Австрија е велесила во куглањето. Значи тоа им е домашен спорт. Како на овие англичаните фудбалот, што им е, на австриците и германците им е домашен спорт. Плюс председател на светската организација од Австрија очекувавме дека го имаме голем притисок. И се случи 6-2 да ги победиме австриците. И тогаш веќе влеговме во историја. Македонија влезе во историјата на куглањето. Значи влеговме во полуфинале. Со таа победа во четвртфинале автоматски имавме бронзен медал. И почнавме да славиме. Бидејќи одевме на Србија во полуфинале, која што од 2009 година немаше изгубено ниту еден надпревар. Два пати светски шампиони. Светскиот рекордер кај нив. Браво. Првите топ 6 играчи во светот сите од Србија. Не се срби, унгарци се повеќето, ама се срби. Играат за српска репрезентација. Плюс еден месец пред светско првенство на подготовки не повикаа србите, тоа беше голема чест за нас. Добро. На 65 години од нивното куглање да им бидеме гости и не растурија 8-0 онака. Не разбија скроз. Јас таму во една прилика на смење на нивниот председател кој што патем има 85 години на Србија председател. Шо збор? Да, Браво. Чичко Урош, 85 години. Браво. И во тој поздравен говор му викам, Чичко Урош, дај Боже да се сретнеме во финале. И на смење ми вика пред утакмицата со Србија полуфинале, во полуфинале се сретнавме. Јас му викам, ние денеска славиме. Вие слободно играјте. Бас вие златен. Ние имаме бронза. Ние бронза имаме, ние денеска славиме, ќе играме, викам, многу опуштено. Полуфинале со нив играат. Со нив да го договориме, го збориме пред да почнат првиот 15 минути. Океј. Дојде ни бидејќи ми е блиску Унгарија, 4 автобуси со српски навијачи и ние меѓу нив. 6 луѓе бидејќи на терен играат двајца. Да, играат двајца, имаме двајца секунданти позади, кои што стојат позади кугларите, тоа се 4 луѓе. Двајца се загреваат за следната тура, тоа се 6 и остануваме 12 со се возачите. И во исто време и навиваме, и помагаме, и трчаме. И направивме на финта, најдовме пластични флаши празни, ставивме камчиња внатре за да тропаме побучни да бидеме. Пошто во куглањата се навива за својот, не можеш против другиот да навиваш. Так. Не е дозволено тоа. Нема увикање такви работи, Нема. само за својот го бодриш цело време, да, нема за другиот. И имаше во салата така за Да, други да, репрезентации, гласно. гласно си навиваат, сите викаат и 200 Срби околу нас и ние. Значи, 8 луѓе. Види па добро решено, значи нема против да викаш уа Не против смееш. противник. Одма те бркаат од салата исто Е момент. добра работа, Па треба да се примени ова во Во сите спортови. ја викам, и фудбалот би било најубаво, секој за треба си го сакаш својот клуб. Ајте кина му мислава, добро ти иде Не треба другиот да го мрзиш клуб, не. Добро, Твојот добро. треба да го Топ сакаш. е интересно ова се како акцент. И 200 Срби околу нас и ние, френдли со ни фептана на Да, as usual. И побинува првиот сет, не водат 2-0 не победија, им поставивме многу добра стратегија. Што ти викат? Не, онака. Чокалио, ајде, добро е чокалио. Опуштено ни е легнати онака буквално, опуштено, ништо не правиме. Вториот сет веќе 3-1 за нив, еден им добивме и влегуваат во последната постава со 130 чуњеви предност. Тоа е многу, тоа е како во фудбал. Во прво полувреме да го води некој 3-0. Јасно. И да го тепате на крај 3-4 во 123 минута. Еде, што ти е тебе? Милан така изгуби од Ливерпул. Од Ливерпул и многу ми беше драго. Знам дека најваш за Милана, ме го сакам Ливерпул Не, многу. поштено си го изгуби, ја whatever. И се случува моментов, значи во третиот сет влегуваат овој Дамир Фучкар и Урош Токлас, нашиве играчи, и почнуваат да ги разбиваат србите. И едно време они почнуваат да спласнуваат со најувањето, а ние почнуваме да се будиме. А што им се дешава? Почнува да го губат ритмот во играта, а нашиве влегуваат многу добро. Сакаш да кажеш и они се опуштија видео, Се ај опуштија, водиме, да, 130, ај добро. веќе нема шанс. Чокали е готови су. Баш така. И почнавме да ги дробиме буквално. И сега стигнува на крајот на последните 4 фрлања буквално на куглите, по едно сите надпреварувачи, останува последен србинот со 2 фрлања, последните 2 фрлања. И требаше, а ние имаме 12 чуњеви предност. Дојдовте до 12 чуњеви предност. Наша предност, 130 наша предност на последното фрлање. Овие почнаа да ве гледаат бело, предпоставам. Престанаа да зборат. И во тој момент престанаа да зборат. Она со мимика. Скроз, не, ништо, ги немаше. Ги нема, не ни дишеа, мислам, во тој момент. А ние како Шака Зулу, 8 луѓе викаме, урламе. И во тој момент Шака Зулу оригинал. Баш така. И во тој момент се случува. Затоа си засипна два. Скроз, да, јас мислам работа да ги изгубам заради куглањето, ама не ми е кривоти, стварно ми се наполни душата, многу ми беше. Ке изгубам работата, добро. И се случува тој момент, требаше да турне 9. Океј. Турнува Србинот. Да, 8. И таа едната се клати. Кугла и сите дуваат во салата Србинот да падне. Онака, него тоа остана. И
во Ово филмски. филмски буквално и во тој момент се случува експлозија, пошто ние не очекуваме да ги победиме србите. И не знаевме како да се израдуваме. Двајца од Тој Чуњ одлучи. еден чуњ да одлучи, да. Вие одлучи победата. Еден чуњ со 4 разлика ги тепавме, че ако го бутнеше ќе му се отвореше цела постава и ќе бутнеше 4. Така. И остана чуњот. И во тој момент експлозија се случи, хистерија масовна меѓу сите тие 8 навијачи што бевме вкупно. Двајца почна да трчаат нагоре по трибината. Двајца почна да се гушкаат со германците кои што беа тука гледаа до нас. Јас го изгушкав првиот србин до мене, што беше како катастрофа им се случуваше тој момент. Да. Еве гледате салата како кава е оградата таму на фотографиите. Да. Од трети ја прескокнавме. Денеска да ме натре што никогаш нема да го направам во животот. Толку да прескокнам и да излезам на терен. Толку се радувавме и буквално дојда организаторите викаат ајде треба финале да играте. И уште посмешен момент ни очекуваме до група дека ќе играме, тука ни беше буџетот отприлика. Кога почнавме по четвртфинале, полуфинале, па финале, секој водење се плаќа котизација од 170-180 евра. Добро. Секој надпревар. Аха, така. Пред финалето снемавме пари, почнавме да ги собираме под джебови. По едно, по друго, за да платиме финалето да го играме, онака буквално. Со исти дресови игра луѓе со сите тие останати работи, но заврши финалето како што заврши. Паха и ставре, а останато браќа по немаше. по вестер. Знаеш ли колку ни е буџет на Кугларска федерација годишно? Не знам. 7.000 евра. Браво. За меѓународни надпревари, за домашни, за сите тие работи. Патувањето во Унгарија не чинеше 10.000 евра. Предпоставам. Ужасно тешко спонзор да најдеш, не олимписки спорт, Да. не е атрактивен и сите тие останати работи. И онака од джеб вадевте пари за да го... И секогаш што го правиме, со тоа што имаме, ние клубови кои што во нашата лига имаме многу звучни имиња на клубови. Чекај, сега, пред батали сега, Джеб? кажи би го финалето и сега И финалето собравте пари, му даваме на имаме еден чичко ристот. ама буквално вака на Во знамето пари, 10 знамето. 20 од македонското знаме, метални под джебови, немаме, не знаевме дека ќе победиме, не очекувавме дека ќе има финал. Абе, не ми се веруем. Стварно е неверојатен момент Не ми беше. се веруем, абе. Ги собравме, ги даде човеков парите и почнавме да играме. Тогаш во салата имаше 3000 унгарци. И ние. Од целата сала. Ова е по победата со Србија, како изгледавме. Аха. Како изгледавме после победата со Србија. Ева ни е репрезентацијата, ама не позади тешко да ги разпознам кој е кој. Ова е со Австрија мечот. Така. Ево, Со Австрија колку го... како 6-2 Австрија тепавме. И ја победивте Австрија. 6-2 ја тепавме Австрија, не им се веруваше што им се случуваше. Ево е со Србија на преварот. Ова е со Србија. Ево со црвениот стегач на главата. Добро? Да, човекот се вика Урош Стоклас, има 50 години, словенец, игра за Македонија. На ова светско првенство направи наш државен рекорд од 703 соборени чуња. Тоа ти е Јанко како во фудбал да си дал 4 или 5 гола на една утакмица. Браво. Таков резултат направи овој човек. Ева беше полна целата сала, кој игра без унгарците. Финалето. Да, ова е целата навијачка група, и играчите, се е на купа, толку е. Шака Зулу. Шака Зулу толку. Навивачка група Шака Зулу. Шака Зулу, да. Така ги се вика. Ама и така настапувавме, доаѓаме на првенството, излегуваме од комбето со Бисер Балкански, ора играме пред него таму. Не те гледаат. Чудно не гледаат, пошто во принцип нели ладен спорт е куглањето. Да, вака прилично забавни сте били, интересни Сите медиумски. се сликаа со нас, да, во Унгарија и сакаа да разговараат со нас бидејќи А и Заев ви е тука. да, Заев ја читав таа филма да суди, па се викам ќе сликам овој, морам да го покажам. Еве Заев спонзор. Да, еве. Еве шанса да ве помогне. Па не ми се верува дека баш ќе ни ова е после полуфиналето. Така. Кога се радувавме, кога не знаевме што ми се случува. Овој ни е селекторот во средина. А ова е целата наша постава од лево и што е најинтересна работа, сите овие момци се или студенти или имаат завршено високо образование. Еден саат после ова, после победата над Србија, победата во полуфиналето, игравте финале. Не сат, 20 минути. 20 минути. Да, уште се радувавме на овакво, на теренот, кога ни рекоа, ајде, момци, соберете пари, треба да почнете. Да прво соберете пари, викаат. Па мора да почнете. И така се случи, еве го овој момент на свеченото доделување, да многу голем куриозитет беше што Македонија во моментот кога ја прогласија нели за вице шампион на светот, доби, еве, ова е тој момент, 5 минутен аплауз во салата. Што збориш? 5 минути не аплаудира унгарците. Зошто?
бидејќи не веруваа дека баш ова што го кажуваше за фудбалот, една мала земја, кога играат со срце и со душа, кога даваат цената. А и ве осетија, нели? Да, игравме стварно и со нив кога игравме. Ве осетија како што ги шармиравме у кошарка во Литванија. Баш истото се случуваше. Баш го Сите дојдоа да ни Сега ја веќе ја капирам таа атмосфера. Сите дојдоа да не честитаат, сите. И србите што ги победивме, и романците, унгарците, сите дојдоа и навистина Ама и поштена победа беше. честна победа. Тоа сакав да ви кажам. Нема суди, нема суди. Дава, има картони во куглањето, Има црвен и жолт. тоа, Да, престап ако направиш, Да, ако да, згазиш, или ако ја фрлиш боса се вика таа куглата. Јасно. Пред даската, така Пред ја вика. даската, боса. Боса. И многу ригорозни се во куглањето. На секој играч двајца суди стоат позади него. Секогаш. Овој десно тој типот што е председател на Светската кугларска федерација, што не му беше баш кеф што бевме сребрени, бидејќи неговата Австрија победивме. Така. Од кај што е. Но ја пренесовме таа атмосфера и беше многу добро во Унгарија. Таа позитивна енергија, тој дух кој што владееше меѓу нас, мислам дека ни го донесе овој голем резултат. Без оптоварување, без големи мали во куглањето. Ево е Чичко Ристо. Овој ни е секретар човеков, се годи во пензија за 15 дена. 65 години, полни цел живот работи во градски трговски центар во кугланата. Ова му е прв медал во животот. Која е сатисфакција после толку децении? И сум јас Најдобра награда за пензија. Награда. Нека му е долга пензијата и со здравје. Мислам дека он се радува најмногу од сите. Овде на Можам да замислам. Како испадна со унгарците финалето? Унгарците не победија 7-1 во финалето. Звучи јако дека е многу големо, меѓутоа кога ќе ги видите сетовите ни бега за некој малце 10-20 поени чуњеви. Значи ги препотивте. Ги спотивме славно, а меѓутоа не победија со светски рекорд. Значи со светски рекорд не победија. Браво. Во финалето така не победија. Бичикле, поставија светски рекорд. Сите честитки на вистина, еве, не бе информирани што се случуваше. Ова се Шака Зулу, предводница. Инаку бев најсреќен бидејќи од целата навијачка група бев најмлад. Да. Еве. Можеш под приложението да видиш дека бев најмлад. Ево е целата навијачка група плюс двајца возачи. И гласни до безсвест. Викање, тропање со две, ти кажував, две флашики наполневме со камења пластични. Не знаеш како звучи тоа во сала која ќе тропаш од онака. Сега ми текна, дојдоа босанците, третиот ден, и ни викаат, добро, ќе престанете ли некогаш, да викате вие, како не се уморивте? Малце ве глава ни ја пукнавте. Баш тоа, глава не боли, вика, што правите? Босанец им го заболело глава. Да. Джасмине. Дури пред финалето мораше двајца наши преврачи на допинг да одат. Не им се веруваше како играме толку добро. Ај ти на допинг сумнив си, а? Не, сум ја тотално стрейт. Ево ни возачот. Извини, малце избрзав ја. Добро, ова е веќе во Скопје. Скопје, кога стигнавме са бајлето од зала РГСЕК, бидејќи тргнавме одма вечерта, ја пречекаа пар од кугларите пред триумфалната капија. Додуше немаше 50.000 луѓе како за кошаркарите, но... Али добро имаше нека. Да. И ова многу ни значеше да... Ве прими председател. И председателот на државата, и председателот на владата, и директорот на Агенцијата за млади спорт не примија и она што беше... Ова е комбето со кој патувавте? Да, ова е тоа кота. Со ова патувавте 1000 километри. 1100 километри. Со ова комбе, со опрема. Како изгледа, еве како изгледаат после такмица. Играчите, сите спијат. Еве гледаш доле шишиња со кисела вода. Ентузијазам. Па добри сте бе, што сте имале кисела вода, видиш. Имавме кисела вода, имавме се. Плативте хотел, не останавте дужни све. Да, работа. Си пансион беше тоа. Меѓутоа, како оној, како се викаш Октоподот Пол беше газдата на хотелот. Таков, добро. И тргаме са балето, ќе победите, ни вика. Ај сега, викам, овој, за да останеме на годен поише. И се погоди, ќе победите, до финалето само рече нема да победите со Унгарија. Колкото подот пол бе. Исто така колкото подот пол. Слушај, дај човеков земи телефон да му се јавуваме за други работи. Нема ништо да го разбереме. Значи ја сегде кај што сум бил, барем ќе научам неколку збора во државата. Овие, ја мислам како клингонци се меѓу себе не се разбираат. Унгарците кога зборат. Стварно. Многу чуден народ. Кога нарачувавме храна во ресторан, ќе седнеме да вечераме и сега English,
ти прави јок. Да, не се многу комуникативни они луѓе, Да. многу затворено Серт малку племе се, серт луѓе, Така. да. Па ја, кога ми ја кажа приказната за Унгарија, Унгарија не се вика Република Унгарија, него е Хунгари, Унгарија. Е составен еден, тоа е територија Унгарија, составена од 7 племиња и денеска ги имаат, кои што си така функционира. Па како? Атила знаел шо пре? Тоа и сега Орбан го имаат новиот со Атилата во политиката, Да. тоа е таков. Тој победи сегде на сите места, ама и го сакаат многу. Многу е окей. Да, унгарската влада е многу окей, дава се голема поддршка, десничарска влада има. Да, и многу се закрепнува. Унгарија 2003 има оној класичен банкрот. Им се случи како држава. И сега се добри, меѓутоа имаат некој статуци од Балканот ги лепи. Значи при промена на пари ги ти земат поголема провизија. На патарина не ти дава ливче, него ќе ти повара фискална, тоа чудо, треба да молиш да ти дадат. И во ресторан кога ќе седневме, и сега не знаеш, ќе ти каже гулаш, ти вика 120 врсти на гулаш, има каков сакаш, и со прст ќе погодиш нешто. И од 18 луѓе на тој што ќе му се погоди добро дење, до другиот ден знаеме сите тоа да го нарашаме, пошто ништо, ама ништо ни ти знаат јазик, онака се многу чудни луѓе. А не се ни труда да ти објасни. Не, ти збори на маđarски, ама ти чакала, маđа, како зборат, ништо го гледаш, вака, што збори овој, што ти објаснува. Но успеавте да се стаите. Се снаоѓаме, добро, ние сме алтруистичка нација, сами по себе, секој од нас кај што го не фрлиш, и се снаоѓаме, немаме проблем ние со тоа, нели? Таков ни е коренот. Дури успеавме и еден ден да биде, ова е тоа пансионот кај што бевме позади. Во него бевме сите сместени. Убаво местенце. Убаво, тивко, во 9 саат работат само семафорите и ние навечер картија кои игравме. На Соломане ништо не работи во Унгарија. Навечер толку беше. Немаше шопинг, шетање, такво градче, малецко некоја? 50.000 отприлика. Која би се ориентирале, каде би било? Тоа е од Вараждин над Хрватска, на границата негде на тромеѓе помеѓу Унгарија, мислам во Унгарија помеѓу Хрватска, Словенија и Австрија. Тука е зала Ергесек. Хрватска, Словенија и Австрија таму. 50 километри од Балатон, од езерото. Интересно. Отприлика, меѓутоа во секое селце, во секое место имаат по бања со термални води. Унгарци и се е бесплатно за сите. Да. И отидовме дури еден ден, онака цела репрезентација, ама како на што опуштање мускули. Како што не дал Господ, скокавме во базените, нели, со Ви избрка. превртување, со ласти. Не остави. А ве остави. Па немаш да избркаат 18 луѓе, нели? Таму сите културни виновие, ласти, бомба. ласти, нели, со штапање, со мање, вардарско пливање, паф, пуф. Вардарско. Да, плеска на сите страни. Да се опуштиме. Добро, дали сега овој успех ќе донесе нов поттик за Кугларската федерација? Дали она може да добие малку подобар третман сега од државата? Дали се надеваш дека би можел да биде зголемен буџетот, да се јават сега спонзори после сево ова? Она што го разговаравме до новиве со релевантните институции во државата е дека имаат разбирање веќе сега за нас. Дека Така, донесовте нешто веќе, успех има некој меѓународен? Ова е Јанко, значи не е да се фала, меѓутоа слободно може да се провери. Најголем успех на македонскиот спорт во независна Македонија. Од светско првенство како репрезентација ние немаме медал. Но добро, ја разбирам, Немаме. нели, како ниво така, но воопшто нели и самото куглање како спорт не е толку атрактивен, не е олимписки спорт, долго така, трае. не е многу медиумски покриен. Да, меѓутоа е ефтин спорт за спортување. Лесно може секој да се заклучи. Треба пар патик индор и ништо повеќе. И готово, јасно. Побаравме ние сега од агенцијата, пак сме скромни, од агенцијата за млади спорт. Се надам дека ќе ни задат во пресвет. 2-3 тие да ви ги покријат 7 до 10. Не, побаравме сега, уште покоректни бевме. Побаравме купете ни 1000 сати во кугланите во Македонија, пошто се комерцијални. Вие како агенција за млади спорт, купете ни 1000 сати за да можеме да ги расподелиме на сите клубови, да може да тренираат. Одлично. Да можеме да привлечеме нови клубови да играат. Пошто бидејќи нема да им требаат пари, ќе се соберат 8 луѓе пријатели, таква е куглањето, социјална игра е многу. Спорт. Јасно. Ќе се соберат 8 луѓе, купат патики мајчки, ќе куглаат. Нас сега не треба квантитет за да почнеме да вадиме квалитет. Да. Заради тоа што веќе браниме второ место во светот. Кога е следното За светско? 2 години во Германија се игра во Аусбург, да. Една Германија изгуби во квалификации.
например, што била светски prvак 3 пати. И сега Изгуби во за овие 2 години би требало стварно да се подготвите. Да, тоа е- Прво, дали има време да се создаде нешто плюс за ова време? Има Има? во куглањето се создава играч за една година, ако има малце талент. Со добар тренер, со добар психолог, тој станува за една година страшен играч. Јасно. Плюс она што ние го побаравме друго, нели, соодветно да се наградат овие деца, и стварно треба да се наградат, бидејќи со душа и со тело да игра во целата оваа работа, ќе им биде поттик за понатаму да продолжат така. Без оглед каков спорт е куглањето. Јас се радувам на секој спорт во Македонија во кој што имам успех. Дали биле пеливани, пример, дали биле бадминтон, дали било што и да е, за мене е многу битно. Нити деградирам, ева ние беше традиционално будење секој сабајле со македонско кафе пред камиончето. Сега се погодиме. Не, да останеме на муавето, значи? Значи една мала сатисфакција потребна за овие дечки. Во делот, нели, да ги награди Агенцијата за млади и спорт, владата и така натаму. И она што го бараме е да во иднина барем за дупло, е многу спешно ова што го кажувам, барем за дупло да имаме поголем буџет за да можеме и да стигнете до Германија. Не, да можеме и женската репрезентација да ја донесеме. Овој пат немавме пари да ја донесеме женската репрезентација. Имаме женска репрезентација. Стварно? Која што ние во подем. 5 или 6 години назад. Меѓутоа условите сами по себе направија да не можеме да отидеме. Јас себе јавно им се извинувам. Многу ми е криво што не можевме да ги донесеме на ова светско првенство. Стварно ми е како личен неуспех си го доживувам, но на следното светско првенство ќе сигурно ќе настапат овие наши девојки, бидејќи и они играат со душа и со срце, го сакаат куглањето. После овој успех ве прими председателот, ве прими премиерот. Поразговаравте ли нешто? Ќе има ли шанса државата веќе да помогне? Разговаравме на овие теми. Во овој момент многу коректен морам да признам и директорот на Агенцијата за млади и спорт во целата оваа ситуација. Значи сега е во фаза во законодавниот дом, во Министерство за правда, законот за спорт со измени кои што ги има. Бидејќи на некого му текнало од 2004 година да класифицира олимписки и неолимписки спортови, кај нас овде, со закон. Па потоа тие неолимписките спортови нигде да не ги класифицира од светски првенства, туку поединечни само. Ги немаше во закон. Сега ги има во законот и се надевам дека ќе добијат спортска стипендија од 2 години отприлика колку што треба да ја добиваат овие надпреварувачи до следното светско првенство. Ако тоа го направиме, овие работи не бараме многу, стварно. Ако овие работи не се случат нас во куглањето, јас гарантирам дека Македонија на следното светско првенство сигурно ќе биде меѓу 4 најдобри репрезентации. Го немаат, председателот Иванов убаво кажа, кој ќе се состават македонскиот инат и мерак, тогаш се е возможно, се е возможно. Така ви рече? Така ни рече. Добро ви склопил реченица. Да, вика, пробав, вика, во една прилика на еден англичанец да му објаснам што е мерак, ама не знаев, му објаснам, вика, пошто го немате, вика, како чувство, вика, ви англичаните. Го немате како гац. Да, го нема, вика, не можам да ви го објаснам, вика, тоа ви се случило вас, вика, и за тоа го имате успехот. Инат и мерак. И стварно, бидејќи ја искористија шансата овие деца. Секогаш беа во сенка на некои други звезди, така наречени кај нас во куглањето. Што ви кажа премиерот? Премиерот имаше потполно разбирање, се интересираше што се случувало, како се случувало. Беше воодушевен од она што го направиле овие момци и се заложи лично да, нели, помогне во Агенцијата за млади и спорт. Беше директорот на агенцијата на овој состанок. Во секој случај му подаривме чуњ. Кегла една, таа победничката, нели, и на која што пишува дека Македонија е вице шампион на светот во куглање. Таа што се клатеше? Таа што дува сите. Ја чарнавте од... Колку, па не би некој мрежички кине, некој ги собре кугла и тоа е. Ја собравте кегла. Кеглата, таа златна кегла и сега кај председателот. Требаше да му ја даете пред да иде на седница со српска влада. Истото ми го кажа пред емисијата, истото ми го кажа пред емисијата, истото ми го кажа пред емисијата, зашто треба да давате пред да отиде. Пред да отиде вака. Ке ни ги затворија границите. Србите вложуваат во куглање околу 700.000 евра годишно. Јас се надевам дека државата би требало да даде некои услови, но се надевам како и секој спорт дека приватниот сектор, дека спонзорствата се тие
тие работи кои треба да го подигнат. И се надевам дека после овој муавет и нели сега веќе се вкупната македонска па и поширока јавност дозна за вашиот голем успех. Убаво и шармантно го објасни се ова и можеби ќе се вроди со плод. Сега веќе ентузијазмот конечно ќе стане една високо професионално ниво. Дај Боже, мислам. Јас ќе бидам најсреќниот човек на светот тоа да се случи, бидејќи ќе те следам наредниве 2 години за Немачка која ќе те испраќаме. Поирам дојде заедно ќе навиваме заедно, нели тоа е интересно. Ќе дојдам живи. Јас една камера на рамо и идам таму да го снимам. Да, ги бараме од унгарскиве телевизии снимките, ама тешко ни иде пошто унгарски. Да. Некако кореспонденција. Меѓутоа пробај на клингонски. На клингонски, да се разбереме. Имаме ние моќни клубови во лигата, како што е Мак Петрол, Реплек, моќни фирми, компании. Така. И помагаат. Меѓутоа колку што можат, бидејќи претежно куглањето во нивните организации е синдикална игра. Аха, јасно ми е. Така, ама помагаат колку што можат и кога можат. Меѓутоа немаат голем буџет ни они во секој случај. Но овој ентузијазам успеа да го одржи македонското куглање во 2013 година се уште да постои. Тоа значи дека сте меракли. Да, јас и сите мои претходници кои што биле, сите луѓе, значи имавме еден многу добар селектор Месур Ајдин, и беше многу добар куглар. Од Мац што го спомнав, Бог да го прости. Ристо Петров, Тошо Манев, тоа се луѓе кои што целиот живот го дале во куглањето и кои што сега се нивните 5 минути не знаат што им се случува во животот. Буквално не знаат што им се случува и ентузијазмот го држеше до денеска куглањето. Но ако нешто не се преземе некој радикален рез во наредните 2 години, не само куглањето, многу други мали спортови ќе ги снема во Македонија. Бидејќи ентузијазмот е ентузијазам, но кога во оној момент имаме и такви куглари кои што пешки трга од Сингелич или од автокоманда, што нема пари. Пешки тргали со точак до дел куглана да кугла такмица се врати. Имаме такви луѓе во репрезентацијата имаме, значи имаме едно дете кое што пешки доаѓаш од автокоманда секој ден во куглана да кугла и да игра. Со таков ентузијазам. Тоа е тоа, меракот. Ја многу ти благодарам за гостувањето. Уште еднаш, честитки до тебе, честитки до сите наши репрезентативци, честитки до Кугларската федерација и сите кои учествуваа за овој навистина убав и шармантен успех кој вечерва сите не расположи. Единствено што сакам да не ве напушти инатот и меракот, па да се видиме после 2 години за... Со злато кој ќе не трпи после. Така, викаме, кој ќе не трпи. Кој ќе ме трпи. Кој ќе не трпи со златото. Дојдете со злато, сите овде после ке мене у студио правиме една теревенка. Да, јас во името на сите куглари, значи не во Кугларската федерација, ти се заблагодарам за просторот што ни го отстапи, едноставно е многу битно да негде кажеме дека постоиме и дека сме направиле нешто вакво. Посебна честева што ни се случи вечерва. Се надевам дека само зубави работи ќе се гледаме кога е куглањето поврзано. И ми е многу драго што ти бев гостин, бидејќи нас не поврзува пријателство што времењата во радијата кога бевме во телевизија. Не отварај. Друг пат ќе ми бееш друг пат. Да. Како ќе дојдеш тогаш како гостин, како човек со најмногу кривични пријави во историјата на Македонија. Па и на Балканот. Договорен. Почитувани гледачи, одиме со блок реклами, а потоа се враќаме во стандардниот дел од емисијата.